Dobro utro, dobar den. Da li se znajeme? Ja sam Mario, milo mi je. Ja sam zaboravil kako se snima i skroz me pomina ta rutina na snimanje, montiranje i taka natamo, no to je jedan od, spored mene, najobavite načini za izrazuvanje koga celata kreativnost što ja posjeduvam, ja vložuvam vo toj del od ova rabota. Navistina mi nedostasува ova komunikacija sa sita vas, koji se nadavam da kak je vi ima. I da, mnogo mi nas neka se zaprašat kako je čustvото od 25.000 subscribere da padneš na nula. Navistina ne mi je problem povtorno da snimam videa i da se boram da stasam do 1000 subscriberi, pa do 2, pa do 10, pa do 20. Prvото ваше прашање веројатно ќе биде зошто се откажавте со Ивона од YouTube. На тоа прашање ќе одговорам нешто подоцна или можеби во некој од следните видеа, но мислам дека подоцна затоа што одлучив ова да биде најава, а после да направам у склоп нова видео едно кратко Q&A и да ви одговорам на сите прашања кои постојано ми ги поставувате на Инстаграм. На овој канал многу почесто ќе гледате влогови. Зошто? Кога снимавме влогови со Ивона, ми беа некако напорни за монтирање, ми беа некако најдосадни за монтирање, затоа што многу материјали, не можеш крај ред да фатиш. Меѓутоа, финалниот производ ми беше најдраг и ден денеска нашите влогови ми се најдраги видеа што ги имаме на тој канал, имаме преку 250 видеа. Сакам и овој пат сите убави моменти кои ми се случуваат во животот да ги забележам со камера, да ви ги пласирам на вас, да ве забавуваат, но истовремено и да останат како еден мој спомен и у секое време да можам да се навратам на тие убави времиња. Или помалку убави, не знам што ќе се случува. Не знам што правам со животот, значи. Океј, добре, дојдовте у оној дел што ви го ветив са Бајле. Ви ветив у најавата дека ќе одговорам на некои ваши прашања. Првото прашање кое многумина ми го поставија, со кои македонски јутубери најмногу се дружиш? Се ќе ви одговорам онака искрено. Ја немам пријатели јутубери. Со голем дел од нив се познавам лично, се гледам, се слушам често, но не можам да ги наречам пријатели. За мене пријател е навистина тежок збор и јас имам малку пријатели во животот, на што сум горд. Не дозволувам секој туку така да ми прииде, а уште помалку да остане во мојот живот доколку не чувствувам дека треба. Зошто се откажа од каналот Ивона и Марио? Не знам како да почнам и не знам како ова да го склопам и да ви го соопштам, затоа што не е баш толку едноставно. Ние почнавме да снимаме многу спонтано, без никакви очекувања, на моја иницијатива, ајде слободно можам да кажам, затоа што јас пред да почнеме да снимаме ние заедно, отворив еден YouTube канал каде што снимав на српски. Објавив неколку видеа, пошто сватив дека истите ќе бидат многу поинтересни доколку сме двајца, затоа што за некои предизвици е нужно да бидат двајца, не можам сам со себе сега да правам what's in my mouth, така. Ме разбирате? Некој дури у коментари тогаш ми предложи зошто со Ивона не снимате и јас седнав, направив канал Ивона и Марио и кажав на Ивона ајде да снимаме, се опробавме и тоа ни тргна супер. Сам се мачевме ние 4 месеци дури да стасаме до 1000 сабскрајбери све тоа, али тоа се некои сладки маки на кои подоцна се смеевме. Мислам, стигнавме до 25.000 сабскрајбери, што навистина не е мала бројка за оваа земја за толку кратко време. Нас колку тој YouTube не сближи, толку и не оддалечи. Се ова може би ви звучи чудно, но ќе ви го објаснам. Ние откако почнавме да снимаме заедно за YouTube, постојано бевме заедно. Значи буквално 24/7 ние бевме заедно. И тоа не сближи нормално не. Но како не оддалечи? Не оддалечи затоа што ние постојано зборувавме само за YouTube. Престанавме да дискутираме за она што ни се случува реално во нашите животи, за нашите проблеми, предизвици, авантури, се повлековме во себе, почнавме да бараме излез, ни беше попријатно да зборуваме на некои лични теми со некој друг отколку меѓу себе. Постојано на прво место го стававме тој YouTube канал. Имајте предвид дека ние сме двајца со разни обврски и приоритети во животот и тука многу често доаѓаше до некакви конфликти. Ја, например, во времето кога почнавме да снимаме, одев на факултет, почнав со работа и снимав за YouTube. Ивона студираше стоматологија, факултет кој е навистина тежок, и мислам дека одлуката да престанеме да снимаме е една од по-добрите одлуки кои сме ги донеле за нас двајца. Ако вие очекувавте у ова видео јас да плукам по Ивона или да зборувам нешто лошо во однос на нашето искуство и снимање за YouTube, тоа нема да го слушнете од мој уста, затоа што ако плукнам по неа, ќе плукнам и по себе. При тоа, не сакам да шпекулирате, затоа што јас и Ивона сме у
подобри односи од било кога до сега, се дружиме ве скоро 10 години. Ние и пред YouTube сме биле пријатели и после YouTube сме пријатели. И тоа е разликата. Се договоривме и двајцата да не изнесуваме детали во однос на нашиот однос у тој период кога така кликна престануваме со снимање. Ова се некои општи информации кои чувствувам некаква должност да ви ги соопштам, знаејќи дека Ивона ги мисли истите. Конкретна причина може би и не постои, затоа што ние дебатиравме онака со сати за ова. Ја не можам сега вас со тоа да ве давам, ниту треба, затоа што тоа е многу интимно и лично, но сума сумарум, тоа е некаква основна причина зашто се повлековме. Нашето пријателство е многу поважно од нашата YouTube кариера. Кој освен Карлеуша би сакал да ти биде ментор во Звездите на Грант е следното прашање. Се ќе бидам искрен, може би не е паметно, но ќе кажам. Немав у план да се пријавам на Звездите на Грант, додека не го видов концептот кој се случи од минатата година, односно со менторство. Карлеуша е во жири веќе неколку години наназад, јас сум човек кој од мали нози се восхитува на неа, не само од музички аспект како пејачка, туку како човек. Таа беше причината поради која јас се пријавив на Звездите на Грант и ниту еден член од жири комисијата која таму седи не беше моја опција. Благодарен сум на околностите кои ми се случија. Не знам како ќе реагирав таа да не гласаше за мене, веројатно ќе се откажев. Не затоа што останатите членови на жири комисијата не се нешто соодветни или не ги почитувам, напротив, меѓутоа сметам дека таа е единствената личност со која јас би требало да работам у еден ваков проект. Сите останати не беа моја опција, така да Карлеуша и само Карлеуша. Дали во иднина би снимал видео со GP Стефанатор? Не знам каде, но имам чувство дека одговорив некогаш некаде на оваа прашање. Јас тие соработки на YouTube ги разбирам како околност каде што јас се дружам со некого, нашата енергија функционира одлично и доаѓаме на идеја да снимаме видео со одветна идеја, без тоа некако да биде isforsirано и наметнато. Се познавам и со Марко и со Стефан и навистина ја почитувам нивната работа. Со Стефан имам 3 видеа, ако не се лажам. Мене енергијата на Стефан ми се допаѓа, функционираме одлично како тим и навистина знам дека нашите заеднички видеа ви се интересни. Од друга страна со Марко немам снимано, но не значи дека нема да снимам, доколку постои некаква здрава, убава идеја која сме сигурни дека ќе ви се допадне на вас како публика, затоа што на крај на денот ова го правиме за вас. При тоа и на нас да ни биде интересно и тоа да не биде isforsirana приказна, туку да снимаме затоа што навистина сакаме да снимаме, а не затоа што сега јас сум помал канал, па треба да идам кај Марко да снимам затоа што он ќе ме рекламира. Такви ствари у моја глава не постојат, не патам од такви фрустрации. Не ми е никаква лична сатисфакција, не знам како да ви кажам. Ја можам со Марко да се дружам и 10 години и никогаш да не се појавам у негово видео или влог. Исто така важи и за луѓето кои се дружат со мене, така да тоа не е мерило. Инаку би снимал, да, доколку постои здрава идеја, убава идеја, why not? Со сите јутубери, не само со нив двајца. Со сите кои мене ми се драги, кои ги почитувам. Постојат и многу јутубери у Македонија со кои не би снимал од XY причини, меѓутоа со нив двајца и суште неколку да. Океј, неколку дена подоцна, земав да го монтирам видеото и сватив дека немам одјава. Ако ви изгледам чудно, тоа е затоа што сум шишан. Денеска е среда, неработен ден и дојдов на идеја видеото да го пуштам денеска и официјално среда да биде мојот среќен ден и тој голем камбек на македонската YouTube сцена. Сакам само да ви се заблагодарам затоа што го гледавте ова видео. Доколку ви се допаѓа, ставете лайк, поддржете ме со некој убав коментар, кликнете на тоа копче пред плати си или ти subscribe, следете ги моите социјални мрежи, имате линк долу во дескрипција. Чао од мене и се гледаме многу наскоро со нешто интересно.